Секој успех заслужува внимание, а секој пораз или неуспех критика. Во тој правец ке се движи Спорт 1, најновата спортска емисија само на 1 ТВ. Добро вечер, јас сум Слаѓан Ивковиќ, вашиот водител во ова прво спортско издание на Спорт 1. Во овој бурен политички период, кој би рекол на сите страни не преплавуваат со политички, па и досадни информации веќе видени, се надевам дека медиумскиот етер ќе го освежиме со повеќе дебати и анализи на спортски актуелни теми, кои впрочем ќе бидат составен дел од оваа најнова емисија Спорт 1. Емисијата Спорт 1, концептот на оваа емисија ќе биде составен од повеќе сегменти. Во првиот дел секогаш ќе биде резервиран за гости. Првиот дел секогаш, како што кажав, ќе биде резервиран за гости, ќе разговараме за сите актуелни теми, како на домашната, така и на меѓународната спортска сцена. Потоа минути ќе посветиме на сето она што го одбележа изминатиот период или изминатата седмица, нормално збогатени со интервјуа од главните актери на сите оние спортски случувања. Нема да оставиме ниту минути кои не треба да ги заборавиме, нели, да ги посветиме на што она допрва што следува и што не треба да пропуштиме периодов кој е пред нас или викендот, а на крај за сите оние верни гледачи и верната публика на 1 ТВ, кои редовно ќе не следат и ќе бидат во текот на целата емисија со нас, на крајот ќе следуваат и награди, една наградна игра со повеќе прашања, на кои нормално ќе се бараат точни одговори поврзани токму со содржината за време на текот на оваа емисија. Затоа следете не до крај, бидете со нас, на крајот следуваат и награди. Пред да ги најавам и официјално да почнеме со денешната тема и моите гости за вечерва, ќе повикам и од режијата и предлагам да го во кратки црти да слушнете покрај темата денешна, што и останато се што ќе ве накратко, што ќе се надевам ќе го задржам вашето внимание. Само 2 чекори не делат од пласман на Европското фудбалско првенство 2020. Лигата на нации досега максимално искористена. Обезбеден плейоф и домашен полуфинален надпревар против Косово, познати противниците во редовните евроквалификации. Очекувам да се прикажеме во уште подобро светло од ова што бевме во Лигата на нации. На добар пат и репрезентативната кошарка. Уште еден надпревар до пласман во квалификациите за Евробаскет. Според резултатот мора да бидам задоволен. Им благодарам на играчите што одвојуваат време да дојдат за репрезентацијата. По долго време успех и кај женската ракометна репрезентација. По супериорните квалификации се чека противникот во баражот за пласман на светското првенство во Јапонија 2019. Задоволството е неминуно. Сум задоволен од резултатот постигнат во овој квалификационен турнир. Добро вечер уште еднаш, како што најавив пред малку концептот на оваа емисија, време е да ги најавам и денешните гости, впрочем и денешната главна тема, односно македонскиот успех на македонската сениорска фудбалска селекција во новоформираното УЕФА надпреварување Лигата на нации. Вечерва во првото издание, спортско издание од новата емисија Спорт 1, ќе ми прават друштво едни фудбалски аналитичари со долгогодишно фудбалско искуство како на тренерските позиции по домашните клубови, меѓународната сцена, но и селекторски функции во нашата сениорска репрезентација, но селектори кои впрочем имаат и меѓународно селекторско искуство. Добро вечер за Ѓоко Хаџиевски. Добро вечер. И добро вечер за Никола Илиевски Џиџи. Добро вечер. Како што кажавме, Лигата на нации е впрочем главната тема на оваа емисија. Ќе почнеме од Ѓоко. Македонија затвори еден успешен циклус на превари, групна фаза со 5 победи, 1 пораз. Барем за сега имаме тим кој во јавноста дава внимание како еден од најдобрите на сите времиња, за тоа тврдат нели резултатите, нималку наивни, 5 победи, 1 пораз, кој впрочем ни донесоа нели на врвот во групната фаза и полуфинален домашен надпревар. Па за очекување ли беше кога? За очекување нормално. Значи сега јас сакам да бидам реален.
моја работа како фудбалски тренер, стручњак, да кажам што е реално. Не треба да бидам пристрасен, ни прекритичен, ни благ. Значи, треба да кажам она што мислам. Македонија не требаше да игра во последната група. Ние, после 27 години, не заслужуваме да играме во групата со Гибралтар и со Лихтенштейн. Добро, според рейтингот нели се направени според рейтингот и на последните квалификации ние дојавме таму. Меѓутоа, очекувано беше да се постигне овој резултат. Честитки за сепак одработеното, за она што требаше да се направи. Како што знаеме сите, дека наредните надпревари би следеле после завршетокот на наредните квалификации за Европското првенство. Познати се групите, познато е дека сме во групата со Полска, со Аустрија, Израел, Словенија, Македонија, нормално нашата репрезентација во како четврто рангирана, петто рангирана во таа група и Латвија. Да, значи, сепак подоцна ќе оставиме за групите да сакам да кажам дека нас ни следи сега квалификација за Европското првенство. Лигата на Европа, ова што заврши, значи ние го одработивме своето и го чекаме завршетокот на квалификациите за Европско првенство. Доколку не се квалификуваме во тие квалификации, ние добиваме шанса преку баражот, со како што знаеме сите како што е шанса би рекол еднаш во 100 години, Джиджи. Ќе искористиме полесниот пат, ќе го искористиме или сепак нема да експериментираат многу во квалификациите, ќе ги зграбат нели и оваа група надпревари за која верувам во минатото и не бевме уште веднаш кога беше ждрепката, нели, предходно, уште од стартот се знаеа шансите кога ќе погледневме со какви гиганти. Сега, впрочем, со овие селекции кои верувам и тука имаме шанси, но дали ќе го избереме полесниот пат или сепак ќе оставиме да видиме што ќе се случува во квалификациите? Па добро, пред се овој би кажал дека резултатот заслужува овој честитки. Репрезентативците одигра на највисоко можно ниво во овој момент. И сигурно дека беше очекувано да бидеме први во групата и јас и очекувам да бидеме први и во Лига Д, што значи дека нивото на квалитетот на нашите играчи е задоволувачко во овој момент. Играат на највисоко ниво, многу играчи, значи имаме играчи кои играат во Англија, во Шпанија, во Италија, во Турска и да не ги набројувам сите. Значи имаме една искусна репрезентација која може да се носи со сите овие репрезентации кои се сега во квалификациите и уште еднаш ќе повторам дека беше за очекување и резултатот кој е постигнат во Лига Нации е сосема реален. Меѓутоа сигурно дека оваа репрезентација е на патот да биде една квалитетна и добра хомогена целина или композиција. Меѓутоа, кога ќе успееме да ги победиме Шпанија и Италија, тогаш можеме да кажеме дека оваа генерација можда е најдобра генерација. Меѓутоа, нека не ми замерат играчите и сите оние кои го сакаат фудбалот. Сепак пред оваа генерација имаше генерација и на Џоко генерацијата која беше, кај што беше Чирич, Христоф и многу други. Исто така и првата онаа генерација каде што според мене можда по имиња е далеко најдобра од сите репрезентации до денес, каде што беше и Панчев, Бошко, Милко Ѓуровски, Савевски, Канатларовски, Митко, Стојковски, Најдовски, Вујо Станојковиќ и да не ги редам сите. Мислам дека таква репрезентација ќе почекаме. Точно, имавме репрезентации за поздрав и за почит, но никогаш немавме не бевме толку блиску за нели соно да го оствариме и исполниме за настап на едно големо надпреварување. Кога ќе направиме споредба Хаџиевски со минатото, точно е констатиравме дека имавме и претходно тим, но никогаш не бевме толку блиску. Шансата што ни дадена преку Лигата на нации и баражот, да речеме да победиме против Косово и после против Грузија или Белорусија, еден од двата надпревари, никогаш не сме имале. Еднаш бевме многу близко надпреварите со Литванија. Меѓутоа познато е дека во сите овие години наназад, значи Македонија правела киксеви со равни на себе,
или постави репрезентации. Лесно се мотивираме ние со најаките. И ние сме имале и двајцата победи над јаки репрезентации и нерешени надпревари против јаки репрезентации, и добри игри со големи, меѓутоа сме имале и киксеви со постави. Значи сега нас не треба да ни е мерило победите со Гибралтар и пак, како што каже Джин, нека не ми замерат мене далеко од тоа дека јас оспорувам некој квалитет, поготово ова една плејада на млади играчи во репрезентација кои што се покажани, а и вака возрастно не се стари. Значи во добра возрастна состојба се, значи 23, 24, 25, 26 години, што значи дека може да истурка 2-3 циклуса. Меѓутоа, нас ни следат победи против јаки репрезентации, за да ние кажеме, да, имаме шанси сега да се надева нешто повеќе. Не може да се надеваш ти, например, после победите со Гибралтар, дека ние ќе бидеме спремни за Европско првенство. Ова, јас пак ќе кажам, не ги подценувам победите. И тие треба да се одработат. Некој ќе рече, добро, да, ајде победи, има Ерменија изгуби од Гибралтар, примерно, и така натаму. Или Лихтенштајн знае да направи изненадување. Меѓутоа, нас не следи докажување на оваа репрезентација против силни репрезентации. Тоа се... Мислам и дека го почнавме тој процес, покажавме карактер предходните квалификации во група со Шпанија и Италија, каде што многу блиску бевме нели до успехи против Италија и Шпанија, тесен пораз. Верувам дека сме и на добар пат, а за тоа верува и селекторот Игор Ангеловски, кој впрочем требаше и вечерва да биде присутен заедно со нас, но поради оправдани семејни обврски не е тука, но сепак имаме издвоено минути нормално посветени на селекторот, актуелниот селектор на сениорската фудбалска репрезентација, па предлагам во овој момент да слушнеме како размислува и селекторот по овој успешен циклус и за она што допрва ги очекува репрезентативците. Селекторот, честитки, затворивте еден успешен квалификацијски циклус на надпревари во новоформираното надпреварување на УЕФА, кое впрочем одлично, барем засега, искористивте привилегијата која е фокусирана токму за селекции од нашиот ранг кои се онуваат за еден настап на едно големо надпреварување. Кога ќе погледнеме, ете, вака од сите 6 надпревари, 5 победи, 1 пораз, од што најмногу е задоволен селекторот Игор Ангеловски, но и што мисли дека недостасува во тимот и што треба да промени за во иднина да од оние работи кои впрочем имавме еден пораз, што недостасува за да бидеме без грешка? Па добро, најпрво ви благодарам за честитките. Вака сега кој ќе се погледне од оваа дистанца, можам да кажам дека сум задоволен што конечно Македонија во улогата на фаворит сосема е оправдана на сите надпревари. Ако во минатот имавме проблеми со репрезентацијот од овој ранг, знаеме што се случуваше во минатото со вакви репрезентации, Македонија буквално во оваа Лига на нации се справи со тој со таа фаворитска улога и сосема ги оправда очекувањата и како што кажавте, на 6 надпревари победивме 5 со еден пораз во Ерменија, а ме прави уште позадоволен што ова не беше наше најдобро издание, затоа што мислам дека оваа репрезентација може уште подобро да одигра, што голем дел од надпреварите не бевме комплетни, затоа што имаше многу фудбалери кои застануваа што поради картони, што поради повреди, така да кога Македонија ќе биде комплетна, кога ќе бидеме на она наше вистинско издание, тогаш можеме да се надеваме на она што рековте, да бидеме безгрешни, но фудбалот е таква игра каде што оној што ќе направи помалку грешки, тој го добива надпреварот. Завршивме како втора најдобра репрезентација во Д лигата, тоа ни донесе и домашен полуфинален надпревар против селекцијата на Косово веќе по завршувањето на овие редовни квалификации. Не очекува тој надпревар кој би ни донел и финале за пласман на Европското првенство. Па добро, да, јас тоа го кажав пред да започне оваа Лига на нации, дека целта е Македонија да биде прва и ако можеме да бидеме барем меѓу првите две со тоа што би имале полуфинален меч. Ние тоа го остваривме и сега Македонија има две можности да се пласира на Европско првенство. Едната е преку оваа што е Лига на нации, што кажуваме, тој полуфинален надпревар со Косово, а потоа и финалниот, значи бараш надпревари кои досега Македонија не ги играла во својата историја и квалификациите кои почнуваат во март. Имаме еден доволен временски период
затоа што надпреварот се игра во март 2020 година, така да малце ќе го ставиме, нормално дека ќе следиме све што се случува во нивниот табор, но имаме сега и поважна работа, тоа е квалификациите кои почнуваат во март, така да не планираме во тие квалификации да бидеме учесници да го чекаме онај плейоф, него планираме да одиграме најдобро што можеме, се со цел ако ни се укаже можност и уште преку квалификациите да го избориме пласманот за европско првенство. Оние што добро ме познавате, знаете дека сум сконцентриран на секој тој следен противник и не би сакал однапред да излегувам со некои прогнози, така да е една како да кажам, нели, заедничка прогноза за овие 4 репрезентации кои се во плейофот. Мислам дека тоа се изедначени репрезентации, меѓутоа репрезентацијата од која Македонија воопшто не стравува и мислам дека со верба во нашиот квалитет можеме да бидеме победници учесници на Евро 2020. Сега со квалификациите нели што ни предстојат од март до ноември 2019 во група со Полска, Австрија, Словенија, Летонија и Израел. Ме интересира како ќе ги искористиме овие квалификации, колку тимот ќе претрпе промени, дали ќе остане, дали размислувате нешто на таа тема или? Не, воопшто не размислувам да правам промени, освен во ситуации кога сум принуден за такво нешто или некој фудбалер ме принуди нели со своите игри, со залагање да добие можност во А репрезентацијата, но 99% останувам на она што изминативе 2 години нели го работевме. Ваква група можевме нели само да сонуваме, бидејќи не толку звучни и квалитетни селекции имаме како во изминатиот период, нели кога знае да ни се паднати веле сили, каде шансите уште пред да почнеме се знае колку и се на Македонија. Сепак тука на прв поглед се Полска и Австрија. Колку може Македонија да се носи со овие моментално кога го гледаме квалитетот кај овие селекции? Па да, јас се сложувам со вас дека Полска и Австрија се благи фаворити, со квалитетот можеби за нијанса се издвојуваат од останатите, но не е толкава голема разликата за да, како што кажавте, вие однапред бидеме, нели, сите шанси ни бидат одземени, како, еве, например, кога игравме во група со Шпанија и со Италија за светското првенство. Јас воопшто не стравувам, Македонија нема потреба да стравува од било која репрезентација, него со верба во себе, со огромна поддршка од јавноста и сите неличинители на фудбалската игра. Очекувам да се прикажеме во уште подобро светло од ова што бевме во Лигата на нации и да бележиме што е можно подобри резултати. Се со цел, кажав, ако ни се оствари најмала шанса да се пласираме на европско првенство. Така, тоа беше селекторот Игор Ангеловски, го слуштавме и неговото размислување и впрочем очекување за тоа што допрва ги очекува фудбалерите, нашите најдобри фудбалери, сениорската фудбалска репрезентација. Ангеловски е прилично задоволен, но рече дека не е задоволен бидејќи не го покажале она најдоброто. Смета на нели повредени играчи и останато. Дали тоа може да исплива на површина сега против Косово во плейофот? Каква селекција е Косово, Хаджиевски? Колку доволно го познавате вие Косово како селекција и колку Македонија може да се носи со овој тим? Моите информации зборуваат дека најголемиот број од играчите во Косово играат во Западна Европа, Германија, Австрија, Швајцарија и така натаму, дека е доста млада екипа и тоа воопшто не се играчи кои доаѓаат од првенството на Косово. Значи, млади со интернационално искуство. Квалитетна репрезентација. Косово не е репрезентација со поголем рейтинг од нас, нешто што треба да се плашиме ние, али треба да бидеме предпазливи заради тоа што не треба да гледаме дека Косово почна сега и дека немат искуство. Играчите се доста квалитетни, сите информации зборуваат дека повеќето играчи од тие имат шанси да одат во уште поголеми клубови, што се однесува до нив. А Грузија и Белорусија знаеме дека години фигурираат тука, блиску се во некој ранг наш, меѓутоа имаат поквалитетни првенства, да речеме, поготово Белорусија од нас. Илиевски Косово покажа дека нималку не е наивен противник со тоа што во оваа фаза на надпреварување е без пораз, 4 победи и 2 нерешени. Да, посебно последните 2 надпревари каде што извои победа 5-0 против Малта
на гости и дома 4-0 со Азербејџан. Значи 9 гола дадени, ни еден примен. Јас само ќе додадам дека имав можност и прилика да гледам две средби на младата репрезентација пред година, односно пред година и пол дена. Посебно ќе ја издвојам утакмицата Косово со Норвешка. Во првите 10 минути норвежаните водеа 2-0, загубија со 2-3. Добив информации дека имаат само еден играч од Косовската лига. Меѓутоа, уште по големо изненадување за мене беше што U19 скоро цела репрезентација беше од Бундеслигата. 9 играчи играат во U19 во Бундеслига, што значи дека имаат голема перспектива и не се случајни резултатите што Косово ги прави. Меѓутоа, од друга страна, што и Хаджиевски кажа, сигурно дека во овој момент Косово не е на наше равниште, меѓутоа не треба да се подценат апсолутно. Ние имаме, ќе повторам, мотив плюс домашен терен, многу пати кажав на многу медиуми дека имаме извореден тим. Го имаме Бардија, Адеми, го имаме Трајковски, Несторовски, значи многу квалитетни играчи кои играат стандардно на највисоко ниво во да кажам во оние топ 10 лиги во Европа, што значи дека тоа е една гаранција. Меѓутоа ќе треба да се следи, да се прати таа форма, да бидат стандардни, да продолжат да играат уште подобро, уште поквалитетно, да созреваат уште повеќе сите тие репрезентативци и да бидат здрави и живи, што е многу важно, да немаат повреди, да се со добра минутажа. Само тоа е патот кој ќе ни гарантира дека ќе можеме рамноправно да се носиме со Полска, со Австрија. Јас не бија воопшто запоставил тука Словенија, нити пак Израел. Ние загубивме од Израел тука, ги победивме таму. Меѓутоа би се сепак се извојуваат Австрија и Полска како благи фаворити. Меѓутоа би додал уште еден момент кога би се играл надпревар само помеѓу Македонија и Арменија, значи ние ќе испадневме. Овде победивме 2-0, тамо загубивме 4-0. Значи тоа е еден од најтешките порази на македонската репрезентација. Тогаш се види како впрочем делува и дефанзивата, да не зборуваме за голманската позиција, по една грешка веќе следеше низа од уште неколку, нели, киксови кои противникот знае секогаш тоа е нормална работа. Да ги искористи. Кога сме кај квалификациите, впрочем што први следуваат од март до ноември 2019 следната година, и селекторот напомена 99% дека тимот не би требало да го промени. Како и Хаджиевски гледате вие на тоа? Дали тимот треба да претрпи некои промени со оглед на домашните играчи со кои располагаме? Тимот е веќе направен. Така, резултатите, било кој како што каже и селекторот. Сигурно не би правил големи ризици, меѓутоа шинаш ви кажувам ја сега, например, ние треба да се увериме дека нашата репрезентација во континуитет е спремна да игра појаки надпревари. Ова што го поминавме е загревање. Но нема период и време, нели, кога ќе се подготвуваат за нешто, веднаш се квалификациите, или ќе ги искористат, или останува кој нема да биде полесниот пат. оптимиста ако ти почнеш квалификациите и сега ти почнеш да победуваш против Полска, дома, Австрија, или победиш, ни Израел и Словенија не се ни помалце слаби. Значи, нормално дека ќе стане со првите 2-3 победи, ќе се направи еуфорија и тимот ќе добие уште поголемо самодоволство и ќе оди. Меѓутоа, во изминатите квалификации ние во првите 3 натпревари дома 3 порази имавме. Завршивме на 5-то место. Значи, ние за кој континуитет зборуваме сега? За победи против овие помалите, јас не ги уште ще викам потенцијалот, кога кажа Джиджи, потенцијалот е доста добар, имаме добра екипа. Ние треба да играме во континуитет и да победуваме со појаки репрезентации, поготово важни, непријателски надпревари, квалификациони, за да јавноста се напали, за да стадионот не го гледат, не гледат репрезентација 3000, 4000, 5000, него дојат 20, 30.000 гледачи и тогаш нормално во таа еуфорија кој нема да биде поддршка на македонска репрезентација. Значи јас не сум песимиста, само треба да сме реални, зашто ние сите квалификации до сегашни ги почнувавме со зборовите. Ние имаме шанси, ќе се квалификуваме, ќе одиме на второ место, завршивме 5-ти. Ќе одиме ќе во бараж, завршивме 5-ти. Значи, не треба истото да го правиме ние сега. Истата грешка. Ние треба да направиме екипа која што во еден барен надпревар со појака репрезентација, меѓутоа во важен надпревар
не ќе газиме, тогаш дефинитивно ќе се добие само борба и поддршка кон репрезентацијата дека може навистина да прави поголеми резултати. Интернационалното искуство е присутно, тоа и дава резултати, но прашањето е дали постојат играчи од нашите домашни клубови кои треба да им се пружи шанса, барем сега во овие квалификации што предстојат. Впрочем, и јавноста бруеше околу голманските позиции. Добро, сигурно дека секогаш има потенцијал во нашата лига. Значи и јас како селектор и сите селектори, значи и Ѓоко и Јонос и Ѓоре Јовановски и Канатларовски, значи давале можност и шанса на многу играчи од македонското првенство. Меѓутоа, за да направиме подобри резултати, односно да се носиме со посилните репрезентации, како што напомена и Ѓоко Хаджиевски, сепак е потребно да имаме што е можно поголем број наши играчи кои играат на највисоко ниво и да се стандардни и да значат нешто во екипата, да се главни карики, не да бидат резервни играчи или да бидат гледачи од трибини. Тоа е најважниот фактор и сега распоредот во овие квалификации е, да кажам, идеален. Првиот надпревар дома, вториот со Словенија и веќе во јуни имаме 2 надпревари дома со Полска и со Австрија. Еве можност да се потврдат вредностите на ова наша репрезентација, да се потврди квалитетот. Да се потврдат и да се направи бодовна разлика во овие 4 надпревари. Значи само така можеме да се надеваме дека низ овие квалификации, затоа што со измените значи веќе се мали можностите да има пријателски средби, не случајно е уфрлена оваа Лига на нации и одлично е направено. Меѓутоа во март почнуваат, следната година и завршуваат во ноември квалификациите. Што значи дека нема да има време нити за радост после победа, нити за тага после пораз. Значи ќе треба многу брзо да се одработи на резултат, за да не бидеме пак изненадени и да имаме причина било што да ја бараме најдека на друго место. Треба сепак да се многу повише вложи кај нас, односно самите репрезентативци и сите оние кои се околу фудбалот, а да не речам и самата држава да помогне околу апсолутно форсирање, односно поддршка на репрезентацијата. Од ваше лично искуство, можеме ли да извлечеме сега поединец од домашното првенство кој може одлично да се вклопи сега во квалификациите? Тоа подобро може да го каже Џиџи со оглед на тоа дека тој е актуелен тренер. Добро, јас би додал дека Гачевски за мене е играч број 1, односно голман број 1 во македонската лига. И сигурно дека низ оние негови средби надпревари што ги играше за Вардар низ првенството и оние во квалификациите, односно во лигата кога беа со Реал Сосиедад, Зенит и со норвешкиот прволигаш Розенбург, покажа вредности, покажа квалитети, не му е дадена шанса, тоа е право на селекторот, меѓутоа Гачевски е апсолутно според мене голман кој заслужува да добие шанса и можност. Меѓутоа тоа е, пак ќе кажам, право на селекторот кога ќе селектира. Јас се сложувам дека е класа, дека во Вардар одбрани, да не речам 99% одбрани добро. Значи, дечкото заслужува шанса во секој случај. Така и Бесарт Ибраим исто така сега беше повикан и од селекторот како најдобар голгетер во нашето домашно првенство. Добро, Бесарт, значи ги нема информацијата, е во македонската лига, Бесарт Ибраим е опериран, има операција на вкрстени лигаменти, така да... Иначе, Бесарт Ибраим пред 10 години беше месец дена со мене на 19 години во Баку, во Азербејџан. Беше прескоро пред подпис да заврши, уште тогаш беше виден. Меѓутоа Ренова не сакаше тогаш да го пушти никако и само од тие причини не дојде. Значи уште пред 10 години го покажа тој потенцијал. Сега зошто повеќе не даде може да и во репрезентација, јас сметам дека е далеку не само што најефикасен, но најквалитетен во првенството на Македонија. Шпици. Сигурно е дека ќе се наметнат и други играчи. Јас би додал дека не дека е тоа играч сега на Ренова, јас сум тренер во Ренова во моментот. Мислам дека Владко Стојановски наидува и навестува еден добар голгетер,
играч кој има постигнато 10 гола, колку што има и Бесрет Ибраими. Значи играч со одлично чувство за реализација, има страшен онај голгетерски нюх и мислам дека доправа треба да се развие во еден расен гол играч. Сакам да додам само уште нешто. Ние зборуваме за првенството на Македонија. Зборувавме за поединци кои би заслужили место да ги искористиме за во овие квалификации. Првенството наше од 10 екипи, 6 екипи имат и 7 и 8 екипи имат по 100 по 200 гледачи на надпревар. Пола сезона. Првенството во Полска, првенството во Австрија, го гледаме, ние гледаме телевизија, гледате дека полни се и она што знае и Джиджи добро, дека играчи кои што имат ритам секоја недела, Левандовски во Бајер Михен. Значи секој негов надпревар е појак од квалификацијата што ќе биде овде во со нас. Значи тие имат во текот на годината преку 50 надпревари во висок ритам. Нашите играчи со 5 надпревари во репрезентација не може да се носат со истиот ритам тој. Да не ме сваѓате, не се работи само квалитетот, се работи и за квалитетот на лигата. Лигата наша далеку е од лигите на овие наши противници. Меѓутоа, ние можеме да го компензираме тоа со добра форма на нашите странци, кои дури и да не се во најдобрите клубови, се главни играчи во своите екипи. Тогаш можеме да кажеме дека имаат ритам и дека кои ќе дојдат надпреварите против Полска, Австрија, Израел, ние го прескокнуваме првенството на Израел е полно со странци, со квалитетни играчи, со гледачи. Значи не можеме само слепо ние да навиваме. Треба сме реални, зашто во самата игра ние сме го почувствувале дека не се носиме, не е то физичка припрема, не е то послаба физичка припрема од противникот. Едноставно, тој игра во текот на годината 40-50 надпревари во висок ритам, како што ги играме ние надпреварите против Полска, Австрија во репрезентација. Другите надпревари, првенството наше се многу далеку од тој ритам. Затоа ние каскаме. Кога ќе направиме лига поквалитетна, или уште еднаш викам, кога нашите играчи ќе бидат, како што во едно време имавме 7 играчи во Бундеслига, во јаки екипи, тогаш можеме да очекуваме сигурно. Еве да се надеваме дека и вака, со полетот, со оптимизмот, со последни надпревари, еве ние навиваме да имаме најдобри резултати. Се надевам интернационалците и затоа се тука да го потврдат се тоа што го зборуваме, очекувањата да ги потврдат, па уште во овие квалификации нели што ни предстојат во следната година од март до ноември, да не го чекаме нели оној полесен пат, дури следната после 2020 во март кога играме домашен надпревар против Косово во плейофот, со евентуален триумф ни следува пресметка директна за пласман на Европското првенство против Грузија и Белорусија. Јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување денеска во Спорт 1. Спорт 1 тука не застанува после ова тема фудбалска и сениорски репрезентативен фудбал. Се селиме онаму каде што изминатиот викенд исто така имавме успеха. Тоа е репрезентативната сениорска кошарка во Македонија. Забележивте една многу важна победа против селекцијата на Косово, надпревар кој што беше од исклучителна важност не само за македонската репрезентација, него воопшто за македонската кошарка, да се одржи тој ритам кој претходно го направивте, го започнавте, стигнавте и до трет триумф и веќе можност да размислувате за оние главни квалификации. Пред се, колку сте задоволни од она што го прикажа во целост нашите репрезентативци? Па добро, ова е, како што рековте, трета победа поред. Имаме веќе 3-0 и според резултатот мора да бидам задоволен. Им благодарам на играчите што одвојуваат време да дојдат за репрезентацијата и што даваат свој допринос во ова враќање на македонската кошарка на позициите каде што беше и каде што треба да биде. Еден надпревар во малку поинаква атмосфера, во полна сала. И самата атмосфера ги понеси и почнавме доста фуриозно во прва четвртина, одигравме одлично, втората малку паднавме, играчите сакаат да секој да малку реализира од некои неизградни позиции, затоа трета четвртина ги одигравме коректно, имавме се под контрола и заслужено победивме.
За жал, Косово не успеа да се оведе Романија да веќе бидеме во квалификациите, но ние сегаш одиме по потешкиот пат, така и сега ќе мораме да во Романија одиграме максимално и да забележиме и таа четврта победа. Јас не сакам да калкулирам со тоа дека би можеле и да изгубиме до 15, туку сакам да победиме и во Романија и да стигнеме до тие квалификации во кои моје лично мислење е дека со оваа репрезентација плюс минус еден играч или двајца можеме да стигнеме до тоа Европско првенство 2021 и да тоа им биде една круна на оваа генерација, повеќето од овие играчи 2021 ќе бидат веќе во својот зенит и да биде една круна на целата оваа генерација. Колку силината на домашното кошаркарско првенство во земјава учествата во меѓународните надпреварувања како што се АБА, АБА-2 и Бибел носи дополнителен мотив кај овие играчи кои што се дел од нашиот шампионат, а настапуваат во националниот дрес? Па добро е што Федерацијата оваа година го смени правилото да може да играат само двајца професионални американски играчи на терен и тројца домашни во секој момент и сигурно дека во блиски по четворици или 5 странци на паркет и македонска кошарка многу и немаше корист од тоа. Ова правило со двајца странци само и тројца на паркет, мислам дека во блиска и Македонија едно се пропушни многу години наназад и имаме еден малку поголем јаз во генерациите кој сигурно ќе резултира. Се надевам дека реков дека ќе успееме да поминеме Романија, да ги поминеме тие сум за тие квалификации, голем оптимист дека ќе ги поминеме и дека ќе стигнеме до тоа Европско првенство кој би значило враќање на стари патики и би значило еден мотив за помладите играчи да се вклучат доста поактивно и во наредните години да дадат поголем принос во македонската кошарка. Можеме да забележиме слободно дека им давате слобода и на оние помалку искусни во националниот дрес имаат доволна минутажа за да почувствуваат колку е навистина тешко да се игра за националниот состав. Колку успеа да се вклопат во системот кој што вие го барате од нив, заедно со поискусните и оние кои веќе знаат што е Европско првенство? Па, јас и на репрезентативците им кажав дека репрезентацијата е таа, тие 15, 16, 17 играчи, ние повеќе и немаме и да сакаме да ги бараме, немаме повеќе од тие и секој дека во зависност од моите размислувања, од мојата тактичка поставеност, повеќе шанса добива еден или друг, но сите ќе ја имали или ќе имаат шансата во догледен период да покажат дека се навистина заслужено дел од таа репрезентација. Веќе 2 години сме заедно, играчите знаат што барам од нив, знаат мојата концепција за кошарката, знаат како би требало да играме и мислам дека тука и немаме некои проблеми, сите знаат, останува да одлучувам пред утакмица кој ќе добие повеќе минутажа, помалку, во зависност од противникот, во зависност од моите размислувања и во зависност од тоа што тие ќе го пружат на теренот. Така е македонската сениорска кошаркарска репрезентација, да не поменеме, со 3 победи по 3 одиграни надпревари во втората рунда од предквалификациите, дојде на чекор до пласман во главните квалификации за Евробаскет. Изминатиот викенд по втор пат го победија Косово, претходно во Скопје, триумфира и против Романија, останува уште реваншот во февруари наредната година кај романците за и официјално да се обезбедат оние посакувани квалификации за Евробаскет. Моментално Македонија е лидер во групата со 6 бода, колку што пред Романија и Косово, впрочем, кои имаат 3 бода. Со овој пораз, Македонија, впрочем, ќе се пласира во главните квалификации за Евробаскет и со пораз на реваншот кај Романија, но не повисок од 15 коша разлика. Во тоа видовте и самите, верува и самиот селектор дека Романија лесно ќе се мине и Македонија заслужува место во главните квалификации за Евробаскет 2021. А конечно светлина во тунелот и кај женската ракометна репрезентација. Изминатиот викенд Македонија
македонската, впрочем, ракометна јавност сведочи се за супериорните квалификации во спортскиот центар Борис Трајковски, каде со максимални 3 убедливи победи против селекциите на Азербејџан, Исланд и Турција, Македонија го освои првото место во групата и обезбеди бараж за пласман на светското првенство. Избраничките на селекторот Симе Симовски, сплотени како никогаш досега, веруваат дека напорната работа изминативе години ќе ги врати повторно на едно големо надпреварување. Сепак влогот нималку не е наивен, за противник во баражот ќе добијат селекција која моментално игра на тековното европско првенство во Франција, а истата ќе биде позната на 16 декември на завршниот викенд во Париз. Колку е задоволен селекторот Симе Симовски од досегашната нормална работа, што очекува од неговите ракометарки, во продолжение проследете го интервјуто со колегата Дамјан Николовски. Селекторот го направивте првиот чекор, македонската јавност конечно се израдува на една низа добри резултати на македонската женска сениорска репрезентација во ракомет. Успеавте да се пласирате во баражот. Колку сте задоволни реално од она што го прикажаа нашите репрезентативки во националниот дрес на овој квалификацијски турнир во Скопје? Прво голема благодарност до комплетниот стручен штаб што успеавме во овој временски период да ја подготвиме репрезентацијата да настапува како што настапуваше на овој квалификационен турнир, до логистиката која што деноноќно стоја позади нас и на сите наши побарувања беа тука да ги исполнат и нормално на публиката која што дојде да не бодри во салата Борис Трајковски и тие што беа по домовите нормално заедно со нас да го одработат и овој момент да успееме да се квалификуваме во бараж за светско во Јапонија. Задоволството е неминуумно, сум задоволен од резултатот постигнат во овој квалификационен турнир. Едноставно играта излезе на виделина, она што некаде 2 години наназад го работиме, полека се гледа и на терен. Сум задоволен, едноставно. Можеше ли повеќе да се направи? Затоа што секогаш постои оној скептичен пристап на македонците, ви рекол, и на балканците, затоа што кога се игра против некогаш релативно послабиот противник се очекува разлика од 40. Доминација тотална. Македонија одигра 3 прекрасни надпревари, видовме еден поинаков дух во составот и еден поинаков пристап, би рекол, и во оние моменти кога имаме повисока позитива и се обидуваме да ја задржиме, но и да ја надградиме. Тешко ли беше да се стигне до овој момент? Долго време сте веќе дел од овој национален состав. Одлично сте приметиле. Едноставно, овој пристап на игра го работиме веќе 2 години наназад, 3, од кога сум тренер на репрезентацијата, селектор. Едноставно барам од девојките, они често се смеат на тоа што значи плюс-минус 2, плюс-минус горе-доле. Едноставно и на резултат, кога сме во негатива или во позитива, потребно е да бидеме со ладни глави, едноставно играта како тренираме, така и да играме. Играта се базира буквално на тренингот. Девојките на почетокот им беше тешко тоа да го прифаќаат и се уште им е тешко. Затоа што бара премногу број на повторувања самиот тренинг и во некои ситуации е премногу досаден. И нормално е да и самите девојки го пренесуваат тој тренинг во негативна конотација. Меѓутоа тука сме стручниот штаб да успее тој момент да го преброди, да кажам, да им се укаже на нивните грешки, дека буквално баш така и на надпреварот ќе ти се случи. Истото тоа што го тренираш, истото ќе ти се случи. Во дадена ситуација ќе ти биде досадно, меѓутоа ти мораш максимум да дадеш и да поентираш или па да одиграш одбрана како што треба. Ждрипката е на средината од овој последен месец за 2018-та, може да се покаже и како исклучително среќен по македонски женски репрезентативен ракомет. Што посакувате, што очекувате, каков противник ни треба, против кого можеме реално да се носиме за да го оствариме сонот и да ја слушнеме македонската химна на Мундијалот во Јапонија? Ако се прави една анализа во изминативе 2-3 години, женскиот ракомет општо во Европа има некој благ пат. Меѓутоа и кај нас е тоа, сами сите сме сведоци на тоа.
Сега во овој период па кај нас има некоја, одиме во некоја нагорна линија. И противник померка. Неблагодарно е да кажам овој или овој. Сите противници што би требале да ни бидат во тој бараш се репрезентации со име и со презиме, со традиција, со своји собствени лиги, со добра логистика. Значи сите тие репрезентации имаат некој си ред и поредот. И квалитет што се на европски. Така. Кај нас не можам да избавам една репрезентација. Едноставно сонот ни е, како што реков, два надпревара неделата од едно големо надпреварување. Кој да падне, ќе пробаме да го одработиме исто професионално како и до сега во изминативе 2 години. Што од аспект на физичка подготвеност, што аспект на видео анализи, аспект психологија, медицина. Имаме добра поддршка. Па, ќе видиме. Здравје. Дека ќе се предаваме никако. Тоа беше и последната содржина од она што го подготвивме од успесите на нашите репрезентации кои го одбележа изминатиот период. Женската ракометна репрезентација, впрочем, се надоврза со успесите на сениорската машка кошаркарска репрезентација, исто така и на сениорската фудбалска репрезентација на Македонија. А сега продолжуваме со она што верувам верните гледачи и го очекуваат, како што кажавме на почетокот, следуваат награди за сите оние кои верно не следеа и беа присутни со нас во текот на целата емисија. Со мене тука имам 5 прашања, кај што ќе ни бидат потребни 5 одговори, а секој одговор со себе ќе си сноси нормално и соодветна награда. Во овој момент режија може и да ги отвори телефонските линии за сите оние кои беа со нас и ја следеа Спорт 1, ова прво издание денеска, да се јават во живо и да пробаат да одговорат на едно од нашите 5 прашања. Ако имаме гледач на линија, предлагам и да го слушнеме. Добро вечер. Кој ни се јавува? Божидар од Скопје. Божидар, дали бевте со нас од почетокот на емисијата, дали не следевте? Па следев, скоро све следев, ама дали запамтив нешто не знам. Сега ќе видиме. Имаме 5 прашања. Повелете, кажете од 1 до 5. 4. Број 4. Ракометно прашање. Верувам и лесен одговор треба да добиеме. Колку ракометни представници има Македонија во СЕХА лигата и во Лигата на шампионите и нормално кои се? Колку ракометни представници има СЕХА лига, матка? И во Лигата на шампионите. И на Лига на шампиони колку има репрезентации? Колку ракометни представници, значи екипи. Еве, 2 ќе ви помогнам, 2 ракометни екипи имаме. Кои постојано, нели? Металург и Вардар се тие 2. Токму така, Металург и Вардар е точен одговор. Металург неодамна и ги заврши настапите за оваа сезона од Лигата на шампионите, но продолжува во СЕХА лигата. Добивте награда патнички рачен багаж до 10 килограми од Атлантик Комерц, кои впрочем се занимаваат со трговија и продажба на играчки, украси и бижутерија. Продавници имаат на Битпазар, но и наскоро треба да отворат нова во трговскиот центар Скопјанка во аеродром. Оставете ги вашите лични податоци, од режија ќе ве контактираат како да си ја подигнете наградата. Доколку имаме втор гледач или втор јавувач во овој момент, предлагам да го слушнеме. Добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Златко е на телефон. Златко, се надевам вие бевте уште од старт со нас во ова денешно прво спортско издание. Не следевте? Стартот негде ве пратев од средината на емисијата. Малку подоцна свртев, гледав нешто на друга телевизија, имаше за фудбал и така. Так. Добро, тогаш имаме уште 4 прашања и 4 награди. Повелете 1, 2, 3 или 5? 5. Број 5. Кои беа, впрочем, гостите во првиот дел од емисијата Спорт 1? Рековте, од средина не фативте, верувам дека... Го гледав Јорданчо Давидков дека беше тука. Не е тоа, ни беа интервјуа, а првиот дел од емисијата ни се состои од гости во живо во студио 1. Не,
Не гледав. Немате некој да ви помогне? Не. Тогаш пропадна шансата, останете и следниот петок со нас. Бидете упорни, јавувајте се надевам повеќе среќа ќе имате. Следен гледач. Добро вечер. Дали имаме некого на линија? Добро вечер, со кого разговараме? Мартина? Мартина, дали вие не следевте денеска вечерва? Да, следевме, па сега ќе видиме што ќе... Така е. Не запамтиле. Остана 1, 2, 3, 5. 3. Број 3. На кое место женската ракометна репрезентација ги заврши минато неделните квалификации? Повторувам, на кое место заврши ракометната женска репрезентација минатата недела во квалификациите за пласма на светското првенство? Имавме успешни квалификации, самото тоа треба и да ви го даде одговорот. На втора? Ајде уште една шанса на вас ќе ви дадам. Успешни, најуспешни квалификации. Прва? Многу јасно, лидерска позиција во групата, која впрочем ни донесе и бараш надпревар за пласма на светското првенство. За овој точен одговор добивте награда од Пако Рабан, викенд торбица. Оставете ги вашите лични податоци во режија, ќе бидете контактирани. Пријатно. Добро вечер, имаме следен гледач. Ало. Ало, добро вечер, со кого разговараме? Здраво, Ненад на линија. Ненад, не следевте вие верно уште од самиот старт? Следев и многу ви е добро студиото, како изгледа, секоја чест. Благодарам. Да. Тогаш имаме и, нели, за верната публика имаме награди, остана прашање 1, 2 и 5. Па, ајде нека биде 5 да пробам, не сум сигурен дека ќе победам, ама... Така, пред малку го поставив, не го знаја, верувам вие би требало да го знаете доколку бевте од самиот почеток. Кои беа гостите во првиот дел од емисијата на Спорт 1? Истото го погодив ја. Двајца поранешни селектори, фудбалски аналитичари, добри познавачи на репрезентативниот фудбал, клупскиот фудбал, се што е поврзано со фудбал. Мислам дека ништо нема да биде. Ако да не беше Джиджио Никола? Джиджи, точен одговор, уште еден. И заедно со овој Ѓоко Хаджиевски? Токму така, добивте награда од Профит Шејкер шише со 6 оброци за контролирање на телесната тежина за развивање на здрав животен стил. Оставете ги вашите лични податоци, ќе бидете контактирани. Нареден гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, со кого разговараме? Маријан на телефон, Кисела вода. Маријан, дали не следевте вие редовно? Мислам од почетокот. Па следевме, да, од почеток. Тогаш за вас имаме уште две прашања, 1 или 2. Едно. Ајде пробаме со еден. Така. Кој е противникот на Македонија во плейофот од Лигата на нации? Односно против која селекција нашата сениорска фудбалска репрезентација ќе игра во полуфиналето од Лигата на нации? Тоа беше прочем и темата на првиот дел од емисијата. Беше, да, ама некако... Тука наш сосед ќе ви помогнам. Фудбал, разговара тука. По нации. Ако не следевте, мора да го знаете конечниот одговор. И точно. Па мислам би требало да е со Косово. Токму така, Косово, точен одговор. За точниот одговор, впрочем, добивте и спортски ранец од исто така од Пако Рабан. Хвала многу. И последниот гледач за вечерва и последното прашање кое нормално чека на својот добитник и на точен одговор. Дали го имаме? Добро вечер. Добро вечер, со кого разговараме? Со Сашко. Сашко, вие не следевте? Па на пола. На пола ќе видиме сега дали фативте тоа што најмногу не интересира во ова второ прашање и последно за вечерва. Како се вика селекторот на македонската кошаркарска репрезентација? Јорданчо Давидков. Токму така, доколку малку се разбиравте од спорт, ова требаше да го знаете. Точен одговор, награда од Профит Шише
шеќер шише со 6 оброци за контролирање на телесната тежина и развивање на здрав животен стил. Ви благодарам за вашето јавување, а со ова наградна игра, впрочем, и го затвараме ова воведно прво спортско издание од Спорт 1. Ви благодарам за сите оние кои верно не гледавте денеска, не следевте од самиот почеток и оние кои нормално и подоцна се вклучија, но Спорт 1 секој петок, впрочем, од 21 часот ќе биде присутен на екранот, на малите екрани на 1 ТВ. Останете со програмата на 1 ТВ и гледајте не наредниот петок. Пријатно!